Владата ќе реагира доколку снабдувачите незаконски им ги раскинат договорите на големите компании за снабдување со електрична енергија и ги уценуваат авансно да плаќаат по 500 евра за мегават час. Ова денес на пресконференција го најави вице-премиерот за економија Фатмир Битики. Околу раскинувањето на договорите државата не може да се меша, затоа што тоа е договорите се направени според либерализираниот пазар во енергетика, во кој што секој влегува во облигациони обврски меѓусебни. Ние не можеме да влеземе, но секако веќе со регулаторна комисија за енергетика дискутираме дали основот на раскинување е соодветен според законот за облигациони обврски и според законот за енергетика. Што доколку се утврди дека прекрашување при раскинување на договорите има? А ако видиме дека има прекршување на тие одредби, секако владата ќе интервенира. Во овој момент, за наша среќа на граѓаните, на стопанствениците, берзанските цени на електрична енергија паѓаат и затоа укажувањето дека некој ќе понуди цена од 500 евра за мегават по час на некој за следната година, сметам дека се несериозни. Во изминатите неколку месеци, откако цената на струјата на светските берзи драстично се покачи, снабдувачите раскинаа голем број договори со фирми, јавни претпријатија и општини. Од вчера раскинат е договорот за договорна цена за снабдување со струја со општина Кочани, а претходно без договор остане и јавното претпријатие Исерот Штип. За разлика од големите компании, за домакинствата и за малите потрошувачи, вице-премиерот Битики вели дека е обезбедена сигурна електрична енергија во наредните 6 месеци. Државата за овие категории, како што вели тој, осигурала повластени цени. Колку точно ќе се знае до крајот на годината, за кога регулаторна треба да ги соопшти новите цени.